Синојте е претепан председателот на општинската организација на СДСМ во Центар, Саша Богдановиќ. Околу полноќ, во моментот кога Богдановиќ излегувал од својот автомобил пред зградата во која што престојува, две лица со црни маски веднаш го нападнале со метални шипки и го претепале. Нападот се случи пред неколку очевидци и граѓани од околните згради. Од нападот Богдановиќ се здобил со тешки телесни повреди. Поради сериозноста на повредите, тој итно е пренесен во ургентниот центар во Скопје, каде што му е укажана медицинска помош. Случајно, на местото на настанот се нашол полицаец кој брзо и професионално реагирал и успеал да приведе еден од напаѓачите. Бараме Министерството за внатрешни работи, не ВМРО МВР, Министерството за внатрешни работи, веднаш да соопшти кој е сторителот кој што бил приведен од совестниот полицаец. Дали е тоа извесен Младен Додевски? Дали е вториот напаѓач кој побегнал е Никола Митревски Колјо? Овие двајца неодамна беа пуштени од затвор. Митревски, заедно со Александар Василевски Нинџа, одлежа затворска казна од само 1 година за пукање во 6 лица. Бараме МВР, не ВМРО МВР, официјално веднаш да соопшти кој е вториот насилник и по чија нарачка е спроведен физичкиот напад врз Богдановиќ. Според нашите информации, станува збор за дел од лицата кои што секојдневно се уфрлуваат на протестите против власта за да провоцираат насилство. Целта на оваа група е да предизвика немири за да се обесхрабрат граѓаните гласно да го искажат својот став против Никола Груевски. Ниту на насилниците, ниту на Никола Груевски ова сценарио нема да им успее. Напротив, револтот кај граѓаните се повеќе расте. Како што не успеа црните сценарија на Милошевиќ и Чаушеску, така и во Македонија, ништо не може да ги спречи граѓаните да се изборат за слобода и демократија. Уште еднаш апелираме граѓаните да не подлегнуваат и да не обрнуваат внимание на провокациите од страна на власта и нејзините насилници. Решително, мирно и достоинствено ќе го искажат својот револт против криминалната власт на Никола Груевски. Благодарам, повелете се прашање. Дали уште во болница председателот, дали имате информација за какви повреди станува збор? Станува збор за тешки телесни повреди, напукната аркада, скршеница на главата, згрижене и некаде околу 4,5 утрово е пуштен на домашно лекување. Новинарите денешта представка на вашата партија, а пред малку заврши мирниот протестни дел од возачите од ДСП. Двата настани се поврзуваат со наводно ваши членови, дека ги нападнале за време на мирните протести кои се одвиваат пред собранието. Имате ли коментар? Значи, Социјалдемократскиот сојуз принципиелно го осудува нападот на секој кој што и себе се декларира за новинар, а кој што ги почитува минимум новинарските стандарди во вашата професија. И вие тоа добро го знаете. По однос на тоа дека Социјалдемократскиот сојуз е дел од граѓанските протести што се одвиваат деновиве ширум целата држава, сакаме да напоменеме дека ние не сме организатори на тие протести. Нашиот протест е јавно најавен, уште поодамна и ќе се одржи на 17 мај. Како граѓани, како луѓе, како борци за слобода, имаме и право, и должност, и задоволство. Секој од нас индивидуално, неорганизирано, да присуствува на овие протести. Очигледно е дека Никола Груевски започна со контрапротестите, тоа ви е денешната манифестација на ЈСП Скопје. Очигледно е дека партиските војници вработени на начин на кој што целата македонска јавност можеше да посведочи како се вработуваат партиските послушници, дојдоа овдека да исполнат партиска задача. Социјалдемократскиот сојуз и негови активисти не се сторители на ниту еден од двата настани кои што беа денеска како предмет за протест пред нашето седиште. Ако навистина сакаме да го бараме
реалниот сторител или нарачател на овие инциденти, тогаш и новинарите кои што денес присуствуваа, членови на Македонската новинарска асоциација, наместо десно на улицата требаше да завртат лево, веројатно таму се уште живее Никола Груевски. И кај вистинскиот нарачател да го изразат својата револта и незадоволство. Повторно ги деградирате новинарите на партиски и професионални. Не. Со што? Пред малку кажав, Со што? со претходната ваша изјава. Не знам зашто ја толкувате. Ние само кажавме секој оној новинар кој што се придржува на минималните новинарски стандарди е предмет на било каков напад, ние тој напад го осудуваме.